Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на свесното родителство на тема 5 емоционални рани кои што ги носат од своето детство жените кога се во врска со другите луѓе и во врска со своите деца. Љубовта на родителите е нешто кое што општеството го гледа како на едно неотуѓиво право спрема децата и општеството има таква намера или пак предпочитува едно вакво верување, да создава едно вакво верување, еден ваков поглед на светот, затоа што смета дека родителите ги сакаат своите деца, дека родителите знаат пред се како да ги сакаат своите деца, знаат пред се како да исправно да ги воспитуваат своите деца. За секое дете знае родителот каков пристап правилен да има, затоа што тргнува од фактите дека и од верувањето дека родителот е одговорен, возрастен, зрел човек, кој што нема никакви емоционални товари, значи наследени од себе, значи решени му се сите емоционални проблеми и како резултат на тоа тој има едно чисто минато се носи во врските со кога станува родител, во врската со партнерот и со децата и на тој начин значи тој нема никакво влијание, сето тоа нема да има никакво влијание врз начинот на кој што ги родителствува своите деца. Меѓутоа, за жал, тоа не е така, затоа што пред се родителите се значи луѓе сме, сите грешиме и секој во зависност од своите животни искуства смета дека начинот на кој што тој родителствува дека е наисправен, што значи дека родителите, има голем број на родители кои што имаат слабости, имаат нерешени проблеми, голем број на родители се соочуваат и се борат со ментални болести, се борат со зависности, се борат со нарушувања, со емоционални рани и некои други проблеми, дури и некои посериозни проблеми, и кога ваквите родители значи ги родителствуваат своите деца, се разбира, имаат вакви проблеми, се разбира дека шансите да подигнуваат здрави и да воспитуваат здрави деца кои што ќе бидат водичи на некој начин на следната генерација се многу мали. И најчесто овие деца се оставени сами на себе да можат да се справуваат, што значи дека овие деца не само што мора сами да разбираат како треба да се однесуваат спрема своите родители, да разбираат сами да можат да се учат тие како да се справуваат со своите чувства, како да се справуваат со емоциите кои што во таквите семејства им се случуваат, како да се дружат, како да се социализираат, значи во зависност од искуствата кои што ги доживуваат во рамките на своите семејства, каде што има родители кои што се соочуваат со голем број на проблеми, нивниот светоглед, нивното верување, како ќе го изгради својот став, ќе зависи од сето оно што им се случува во семејството и тој ќе биде ставот и верувањето дека кој што ќе мисли дека ќе биде правилен и морален начин на однесување за него. Меѓутоа, постои еден цитат кој што е познат цитат од еден психотерапевт и едукатор, австријски, Рудолф Дрейкерс, кој што вели дека децата се изворени наблюдувачи, меѓутоа тие се многу лоши толкувачи. Што значи тоа? Тоа значи, во превод би значило дека децата многу работи можат да забележат, меѓутоа тие не можат да дадат смисла, не можат да разберат, едноставно децата немаат мудрост нештата кои што ги наблюдуваат да ги стават во перспектива, доколку нема некој да му помогне во самото тоа. И токму поради тоа, ако нема кој да му помогне, децата создаваат во својот живот, значи градат едно верување, може да изградат едно верување кое што всушност би значело еден искривен поглед кон светот. Кога станува збор за
за женските деца, за жените, затоа што пред се генерално како емоционално, тие се емоционално почувствителен пол, тие своите емоции и рани од, значи, чувства, своите рани од минатото и своите болки со себе ги носат многу повеќе години отколку тоа што се случува кај, значи, голем број на мажи. Не дека мажите во оваа смисла не носат рани од своето детство со себе, меѓутоа мажите имаат тенденција да можат да им пристапуваат на овие болки, на овие рани, начинот на кој што тие се справуваат, всушност е многу попрагматичен начин и особено како што одминуваат нивните години, значи тие се многу попрагматични во начинот на решавањето на тие проблеми. Кај жените, а особено жените ги влечат тие емоционални проблеми со години и тоа влијае врз нивните врски, влијае врз начинот на кој што комуницираат со децата, начинот со кој што комуницираат со другите луѓе, со партнерите, и се додека, значи, не ги излечат или се додека не ги заздрават целосно тие внатрешни рани. Кои се тие емоционални рани од своето детство кои што жените ги пренесуваат во врските со другите? Прво, проблем со приврзаност. Значи, детето кое што воспитано од родител, кој што одговара со љубов, одговара со поддршка, со грижа, ќе гледа на односите со другите луѓе како нешто кое што е многу убаво, не нешто кое што е безбедно, едноставно нешто кое што може да му верува. Меѓутоа, детето кое што е израснато во средина во кој што родителот постојано одбивал да покажува чувства, не бил нежен или пак не му давал поддршка на своето дете или пак бил одсутен баш во моментите, не му бил на располагање на своето дете кога на вистина имало потреба од тоа нешто, децата тогаш учат дека врските не се безбедни, не се постојани, дека се брзо променливи, дека се со еден недоверлив карактер и особено за децата кои што, женските деца кои што се почувствителни, ваквата емоционална повратна информација е од поразително значење за него и девојчето тогаш постојано расти барајќи ги оние квалитети кои што му фалат значи постојано во врските, а сепак од друга страна учи дека целосно треба да биде кога расте во една самостојна личност, значи да си верува само на себе си, а да не му верува на друг. Вториот проблем е проблемот со довербата, значи детето кое што расте со родители кои што постојано им се на располагање, му даваат поддршка, му помагаат на детето, дури и во моментите кога ќе видат дека му треба помош, самите ќе увидат, не мора да бидат некои значајни проблеми. Самото дете тогаш учи дека во секое време може да бара помош од своите родители, да верува, да им верува на своите родители, значи родителите за него представуваат една цврста карпа за секој проблем кој што е настанат кај него, додека расти девојчето во текот на својот живот, значи може слободно да дојде кај својот родител и да му го каже родител со цел заедно да го решат. Меѓутоа, девојчињата, особено кога растат со родители кои што не ги сослушуваат, постојано ги отурнуваат од себе, значи тие сами почнуваат да учат дека треба да се справат со тој проблем. И особено ако родителот најчесто е одсутен, не е тука за своето дете, тогаш кај детето се јавува едно верување дека не треба да им се верува на другите и дека зошто? Затоа што луѓето дека нема кој да ја заштити, дека нема кој да ја помогне и едноставно дека врските се небезбедни. Понатаму, трет проблем е тешкотија со поставување на границите. Значи, балансираниот, уравнотежениот родител ја разбира важноста да го учи своето дете дека всушност секој дете заслужува свое време, заслужува свој простор, затоа што секој дете е свое собствено битие, има своји потреби и токму поради тоа треба да се почитува сето тоа, меѓутоа кај родителите кои што не се балансирани, тие не му даваат доволно простор и време на своите деца.
и своите потреби, родителски потреби, секогаш ги издигнуваат над потребите на своите деца, така да детето кое што ќе порасне понатаму и ќе стане родител, тогаш многу повеќе ќе ја цени својата независност во однос на другите, значи кога ќе треба да се подеднакво да се угодува на потребите на сите, секогаш таквиот родител, девојчето кога е така воспитано, секогаш своите потреби ќе ги стави изнад другите потреби, затоа што верува дека ако сите не се согласуваат со нејзините потреби, значи дека другите не ја сакаат, дека другите ја отфрлаат и така натаму. Четвртиот проблем е проблемот кога доминира стравот од неуспех. Што значи тоа? Тоа значи дека родителот кој што е избалансиран го учи своето дете дека неуспехот всушност е дел од животот, дека дел е од патот на самиот процес на учење и на постигнување доаѓање до целта. Значи, неуспехот или грешките кои што ги прави детето, дека тие не представуваат за него назадување, туку едноставно дека подразбираат едни дополнителни пречки кои што детето треба да ги надмине во насока на патот на остварување на својата цел. Значи, родителот пак кој што не е уравнотежен, кој што не е балансиран, тој секогаш е премногу критички настроен спрема своето дете, дури и оди во крајности да го казнува своето дете, ако одредени очекувања негови не се исполнети на начин како што тој сака. Така, дури постојат моменти кога родителите едноставно воопшто не му обрнуваат внимание на своите деца, не сакаат да ги видат, се додека работите не се направени спрема нивните очекувања, спрема нивните стандарди кои што се поставени како правила во семејството. И така да децата секогаш се чувствуваат дека не се доволно добри, дека не ја заслужуваат љубовта, дека не можат да го добијат одобрението од своите родители. И петата емоционална рана која што може со себе да ја носат жените од своето детство е кога кај нив се јавува едно лошо чувство за себе, чувство за неисправност за себе. Значи, родителите кои што не се уравнотежени, кои што се во дисбаланс, најчесто тие ги критикуваат своите деца, не ја покажуваат наклонетоста спрема своите деца и тоа ги учи децата едноставно да почнуваат да се сомневаат во себе си, се што прават мислат дека не е доволно добро, дека не се достојни за љубовта на родителите, не се достојни за вниманието на родителите, дека постојано се преиспитуваат дали доволно добро е направиле работата, постојано се сомневаат во собствените способности, во собствените капацитети, мислат дека никогаш нема да бидат доволно добри во постигнувањата на задачите кои што им се зададени, и со тоа им се наметнува едно чувство на неисправност, чувство на едно многу лошо чувство за себе, едно сиромашно чувство за себе. Меѓутоа, родителите кои што постојано покажуваат едно доследно одобрување спрема своите деца, имаат постојано внимание спрема своите деца, ги учат децата дека се сакани, дека се вредни, дека се добри, такви какви што се. Значи, родителот си го прифаќа своето дете и со своите доблести и со сите своји мани. Драги мои, тоа би било се што е за ова видео. Денес имајте убав ден, се гледаме.